Добро утро и од мене во новиот ден. А ние денеска во студиото ја имаме Јасминка Наумовска, инаку психолог по професија и психолог во Центарот за социјални работи Куманово и гешталт терапевт. Нашата денешна тема ќе биде сеопфатна и исцрпна, меѓутоа главно ќе се задржиме на она што е љубов, што е влюбување. Тоа ќе биде главното кое што ќе го одгатне нашата гостинка и на самиот почеток за оние кои што не знаат која е Јасминка Наумовска, еве едно и кратко представување од вас. Добро утро на гледачите на К3 телевизија. Благодарам што ме поканивте во вашата утринска емисија и се надевам дека убаво ќе другаруваме. Па вака, еве, да се представам, само сакам да кажам дека еве пред 2-3 дена имавме промоција на наши книги во Домот на културата Трајко Прокопиев. На едната моја книга, тоа е оваа книга Синиот звук на љубовта, која е сврзана токму за оваа тема што ќе зборуваме сега. Понатаму втората моја книга беше посветена на соновите, функција, интерпретација и значење на соновите, под наслов Огниште искаено од сонови, и книгата на Горан Стефчевски Есенција на вербата. Сега најпрв да се представам на гледачите. Еве тука белешка за авторот. Јас дипломирам на Филозофски факултет во Скопје, насока психологија. Имам добиено посебна лиценца за вршење на психолошка дејност во областа на психологија на труд и лиценца за обавување на дејност психотерапија. Едукација и постдипломско усовршување од областа на гешталт терапијата завршив на институтот во Белград, Гешталт центарот Белград, под водство на едукаторот Младен Костиќ. Членка сум на Македонската асоциација на психотерапевти и животот го сваќам како можност за менување, за раст и развој во психичка и духовна смисла. Сега да се потсетам, затоа ја зедов белешката на моите книги. Автор сум на вкупно 10 книги. Првата моја книга во која го преточив, така да кажам, мојот раст и развој, носи наслов Сонуван сон или несонувана виделина. Па и ова сега, пред 2-3 дена што имавме промоција на книгата, исто така е посветена на сонови, како што реков, Огниште искаено од сонови. Втората книга Допир носи наслов, тоа се кратки раскази со единствена цел на читателите да ја покрене свесноста кај читателите. Понатаму романот Без љубов, Сонцето на крајот од патот, тоа е книга посветена како луѓето да се ослободат од деструктивната сила на стравот, длабочини. Оваа книга навистина мене лично многу ми се допаѓа, бидејќи во неа се работи за нурнување во внатрешни наши длабочини и свесно враќање назад. Значи тука е тоа клучно, свесно да се вратиме од длабочините. Понатаму исто романот Постоење, тоа е роман посветен на едно функционирање на едно семејство во денешни современи услови. Офатени се сите релации тука помеѓу членовите кои навистина денеска, не така да кажам под наводници, тешко се добри. Траги на душата, потоа книгата Сенки на животот, Сенки на животот е Синиот звук на љубовта, овие двете последни што пред некој ден направивме промоција. Сега малку, ако може да се задржиме на овие две последни, кажете ни што е она што може оваа публика, да кажеме, да научи, да чуе токму од оваа последна книга што ја држите во рака, и мислам дека споменавте уште една претходно. Да. Па вака, би сакала нешто јас, за да ја представам книгата да ја дадеме сега можноста сама нешто да каже за себе, а јас она која е напишано на последната страна од книгата, сега сакам да го прочитам. Така, велете. Сите ние сме во потрага по љубовта. Таа е есенција на животот и најголем двигател. Мудроста упатува на тоа дека наша задача не е да трагаме по љубовта, туку да ги пронајдеме и надминеме сите пречки кои не оневозможуваат да ја оствариме. Многу луѓе се обидуваат да ја пронајдат вистинската личност, наместо да ја откријат вистината за себе. Очекуваат да бидат сакани, но несвесни се дека тие не се сакаат себе. Замислената слика за себе ја покажуваат на друг, кој возвраќа на ист начин. Сликите започнуваат да водат љубов, а не вистинските особи. Многу енергија вложуваат за да ја одржат замислената слика и да не бидат откриени. Со помош на стравот создаваат меѓусебна дистанца.
Љубовта никогаш не умира од природна смрт. Таа умира само кога не се обновува незиниот извор, умира од недостаток на свесноста за она кое се случува или пак не се случува, умира од рани и болка, од губење на животните бои, од умор, од неприфаќање на поразот, од празнината која предизвикува физичка болка и која може да биде голема како онаа на детето кое се соочува со невозвратената родителска љубов. Која е незината суштина? И дали воопшто можеме да ја определиме, дефинираме, без разлика дали тоа го правиме со јазикот на науката или со јазикот на поезијата. Како се создава таа, на кој начин влюбеноста преминува во љубов, љубовта се случува, настанува, се раѓа и живее со помош на свесноста. Еве така, тие некои прашања и многу други прашања кои сите ние си ги поставуваме во текот на нашиот живот и се измачуваме да дојдеме до одговор, се содржани во оваа книга, која чекор по чекор го покажува патот како да ја осознаеме, не само да ја осознаеме, туку најклучно и најбитно, љубовта да ја почувствуваме и придобиеме за себе. Кажавте што е поентата на книгата, да кажеме. Токму предпоставувам дека мотивот или звездата водилка за да ја напишете оваа книга е најклучното, универзалното, љубовта. Мислам дека тука некаде, од тука некаде извлечен и инспириран насловот. Зошто сонот? Дали, мислам, која е символиката? Вака да ви кажам, јас последниве едно, па има 10 години, при среќавањето со луѓето од секојдневието и при работа со моите клиенти, така започнав едно согледувањето, прерасна во некое мало истражување. Мислам, не е баш мало, бидејќи тука се офатени многу години. И на крај од тоа ги излеков тие некои показатели, кои сега сакам да ги кажам. Значи, согледувањата се состоја, еве да почнам од прво, дека голем број на луѓе функционираат од позиција на страв. И процентот на овие луѓе од ден на ден се повеќе се зголемува, додека сосема мал број на луѓе функционираат од позиција на љубов. Понатаму, во текот на моето истражување, согледував дека сите ние сме во потрага по љубовта. Значи, луѓето, за да ја задоволат потребата некој да ги сака, на пазарот се трудат да го најдат најдобриот објект кој ќе може, нели, да им возврати со љубов. Но нешто се случува тука. Колку повеќе ја бараат љубовта, толку таа некако како да бега од нив. Значи, сега може да тука да се постави прашање која е причината? Сигурно начинот на која бараат не е добар, или тука постојат и многу други фактори кои треба да се согледаат. Тоа беше, ете така, уште едно мое согледување и уште нешто. Во текот на ова истражување имам на поставеното прашање, добивав поразителни одговори, а прашањето одгласеше колку се сакаш себе. Сега, зошто поразителни одговори? Затоа што голем број на луѓе одговараат. Па секако, јас мислам дека се сакам себе. Но меѓутоа, мал број на оние луѓе кои во исто време онако го мислат и го чувствуваат. И сега пак тука се поставува една алармантна состојба, едно прашање кое бара одговор. Што се случува со чувствата на луѓето? Некои ги имаат потиснато, некои ги имаат изгубено, а некои ги имаат отфрлено. Значи, тоа навистина е една алармантна состојба. И најпоразително од ова истражување мое повеќе годишно е тоа што навистина дури застрашувачко што луѓето не веруваат во љубов. И кога ќе им поставам прашање, па добро, вие добро не веруваат во љубов, добро ја нема, ама дали мислите барем некаде дека постои? И сега тие ми одговараат, што за мене тоа е, што реков застрашувачки, вели па постои во бајките. Во филмовите. Да. Сега, така, како може да се живее без љубов? И од тука тие согледување, си реков јас на себе, елементите се тука созреани, јас ќе напишам еден расказ во кој ќе ги опфатам овие елементи како ударни.
И почнав јас еден расказ така, како главниот лик, после разочарувањето од влюбеноста, седи на едно возвишено место, осамен во ноќта и ги почнува да ги бара одговорите на прашањата што и како се случува. И сега од расказ, не знам ли како, но меѓутоа чекор по чекор, така се изроди оваа книга и јас сум задоволна што ја напишав оваа книга. Синиот звук на љубовта. Да, сега што ја представив, Зошто синиот? Сега вака, символика, да. Дојдовме до символиката. Љубовта е есенција на животот. Значи, љубовта обично асоцира на црвено, така. Меѓутоа, кај вас е синиот звук. Синиот звук. Синиот звук, вака, тоа е повржано. Значи, љубовта е есенција на животот, таа раздвижува, дава надеж. И незината сила, значи, е толку голема, што може да се дигне кон универзумот, да го допре, да другарува со него, да го придобие и да го придобие за себе. Сега, од таму некако таа символика ја најдов синиот, па и универзумот, нели, како символика синиот, и сакав да символично ја прикажам силата на љубовта. Така. Пред малку споменавте дека и луѓето, нашите сограѓани, клиентите, како да ги кажам, се во потрага по љубовта. Так. Сите сме ние во потрага по љубовта. Меѓутоа, многубројни парови, сигурно, или самите ние се прашуваме, дали влюбеноста е љубов, чувството на еуфорија, чувството кога можеме да полетаме, нели? Да. Кога можеме кога го идеализираме партнерот. Како вие тоа кажувате на јазикот на психологијата? Вака да ви кажам, од сите заблуди кои допираат до луѓето, најголема е таа дека влюбеноста е љубов или една нејзина манифестација, но тоа воопшто не е. Сега тука се наметнува прашањето. Ако влюбеноста не е љубов, тога што е? Па би рекла превара на гените за да не натера да стапиме во брак. И оттаму, значи, се случуваат несвесни избори и оттаму многу погрешни значи, избори и многу тешки последици. Така, влюбеноста не е љубов, но меѓутоа заблудата... Чувство на еуфорија, кога се чувствуваме дека можеме да полетаме. Нели? Вака да ви кажам тоа, ќе позборуваме сега, кога детето во првите месеци нема чувство за своји собствени граници. Така. Чувството за собствените граници, за собствениот идентитет, тоа ги добива во текот на растот и развојот. Значи се создава тој идентитет и чувството за себе. Но веднаш со самото тоа се покренува и чувството на осаменост. Во нашите собствени граници, нели, се чувствуваме осамени. Сега, сакам да кажам што се случува, малку за влюбеноста да влеземе во таа тема, што се случува, нели, кога некој ќе се влюби. Кога ќе се влюби без напор, тоа е многу клучно, без напор границите се рушат. И се јавува таа еуфорична состојба, нема повеќе осаменост. И, значи, границите се разрушени, се создава заедничка граница, но меѓутоа како амеба двајцата функционираат, промените кај едниот, ако не се јави на телефон, тогаш веднаш се одрезуваат кај другиот и тој на различни начини, нели, реагира. Сега, значи, имат заедничка граница, тука, и што се случува? Животот го гледаат низ розови очила. Значи, нема повеќе проблеми и таа е еднофорична. Се е супер, значи нема проблеми и така натаму. Но што се случува понатаму? Со соочување со секојдневните проблеми. Границите, таа сака едно, тој сака друго. Овие граници почнуваат да се враќаат на своето место. И кога ќе се сосема вратат на своето место, тогаш тие розови очила, низ кој претходно се гледал светот и на двајцата се кршат. И тогаш настанува тоа разочарување, значи влюбеноста исчезнува. Таа е краткотрена. Тоа нешто се случува тука во влюбеност. Сега да видиме
да Кога видиме. се влюбуваме ние? Можеме да се влюбуваме секој ден, така? Секогаш, значи само се влюбуваме тогаш кога сексуално, односно еротско, ние сме мотивирани. Ние не се влюбуваме во блиски особи колку и искрено да ги сакаме. Так. Ние во нив не се влюбуваме. Но меѓутоа кога несвесно сексуално сме мотивирани, ние се влюбуваме. И токму се случува ова кое за да се спас бараме, нели, влюбуваме и сега се влюбуваме и го кажав она, се рушат границите и се случува сето тоа. Но сето тоа е краткотрајно. Така. Сега, добро. Сега во контекстот на нашиот муабет, каде што тргнавме, посебно за влюбеноста, кажавте како се рушат и како се создаваат тие граници, јас ќе предложам до режијата да пушти едно прилогче кое што говори токму за она колку луѓето во последно време одбираат да бидат сами и колку не сакаат да бидат во партнерска врска. Сега дали тоа свесно или несвесно ќе го прокоментираме кога ќе се вратиме во студиото. Режија, ве молам доколку е време луѓето се повеќе избегнуваат да стапат во брак, да живеат заедно и воопшто не бараат партнери. Голем број пак од оние што сакаат да влезат во брачните води не се решаваат на тој чекор поради лошата финансиска состојба и нерешените економски прашања. Младите во денешно време се невработени. Ако зборуваме еве за двајца млади, како пар, многу е тешко двицата млади да се вработени и да имат обезбедено средства за да обезбедат и некое свое живеалиште, свој дом, со што би го продолжиле понатаму животот во брак. Сите сакаат да бидат индивидуални, самостојни, да не живеат во заедница. Тоа е основата, да кажеме финансиите. Финансиите тоа го обезбедува, свој дом, свое живеалиште, стан, друга куќа, за да не живеат со старите и за да можат, мислам, да имаат самостоен живот, индивидуален, во кој само тие ќе одлучуваат, нема да има конфликти. Затоа што е безработица, немаат работа, немаат екзистенција од никаде. И не може да се одлучи, треба да створи породицу, треба да се издржава тај породица, а они нема услови. И тоа е најголем проблем, работа. Економската криза често се користи и како изговор, само додаток на вистинскиот проблем. Во Македонија не е мал бројот на оние што се влезени во 30-тите години, имаат свој стан или барем пристојни примања и се сами. Младите треба правилно да се женат до 25-26 години, да се женат, но да се помоли да има некој да ги помогне вака старите, како јас, сум, например, го терам с тими да се жени, ама он неќе да се жени. Причината млади се излегуваат секој вечер во чаршија, имаат добар живот и така. Можеме да наведеме како причина и губењето на своја самостојност. Сметаат дека во бракот би ја изгубиле самостојноста, со тоа што поретко би имале време да излегуваат, да се посветат на самите себе. Тука се големиот број на обврски кои што ги имаат во бракот. Ако веќе не се одлучуваат за брак, тоа е причината би била и децата. Полесно е, доколку има некој проблем, да се реши во врска. Многу е потешко, истиот тој проблем, истиот тој проблем. Проблемот може да има различна природа, но проблем како проблем да се реши во бракот, затоа што во бракот, исходот тоа би бил развод, а тука се размислува за децата, за негативните последици кои што би ги имале децата. Секоја година се повеќе се намалува бројот на склучени бракови за сметка на бројот на разводите кој постојано се зголемува. Така, последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во Македонија во 2002 година на 1000 склучени бракови имало 90 разводи, додека во 2012 на 1000 склучени бракови имало 137 разводи. Еве го прилогот кој што го видовме, се повеќе млади не сакаат обврски, изговор финансиски причини, немање место, простор за живење, никаде не се споменува љубовта, приврзаноста. Така. Па да ви кажам, овие изговори тоа се сврзани со нашите отпори, нашите избегнувања. Така. Сега ова, мислам дека бегството во осаменост си има своја причина и тоа е една друга тема која можеме друг пат така да се навлезе во неа. Секако дека функционирањето на сите од нас не е без причина, дека си има своја причина, корените длабоко ги носиме во себе. Не може сега некој да реализира љубов со партнер, со друга особа, ако не ја носи во себе.
Значи, што се случува тука, поради што луѓето не се во потрага по љубовта и на други прашања сврзани со прилогот, мислам дека треба да се зборува подлабоко и на друга тема, но би сакала нешто јас, пак сврзано со ова, да кажам што се случува во фазата на љубовта, за да направиме разлика помеѓу влюбеноста и љубовта, пак тука се крие и одговор на овој прилог што сега го видовме. Во кога особата, значи кога станува збор за љубов, не се рушат границите. Но тука границите се шират и тоа пак сакам да потенцирам и акцентирам со напор. Значи, љубовта не е место за одмор, туку за активност. Сите очекуваат, нели, ќе остварам љубов и место за одмор. Не. Затоа и не може да се изоди тој пат до љубовта. Сега, значи, границите се шират и што се случува тука? Па, што значи тоа да се вложи во љубовта? Па, неопходно е мотивација, одрекување, дисциплинираност, издржливост. Тоа е во љубовта секој си функционира во сопствена граница како круг. Едниот партнер е сопствен круг во сопствени граници, си функционира на начин негов, каква му е вистинската негова природа. И другиот функционира во својот сопствен круг. Но местата каде круговите се преклопуваат, тој дел, тоа е заедништво, кое треба и едниот и другиот да го градат. Значи, љубовта бара вложување, бара напор. Тоа е исто како двајца млади кога ќе стапат во брачна заедница и се качуваат во чамецот, ги земаат веслата и пловат по животот. Значи, сега со текот на времето, ако едниот сака да се одмори, тогаш тој што весла го презема напорот врз себе, но тоа не може долго да трае. Престанува и тој и заедништвото престанува. Значи заедно треба да се весла. Да, клучно е тоа. И сакам да кажам, градењето треба да биде заедничко и љубовта треба да сватиме дека не е место за одмор. Љубовта бара вложување. Вложување првим во нас, во нашиот раст и развој, за да можеме другиот да го прифатиме оно како што е и да му помогнеме тој да ја развие својата вистинска природа. Љубовта не трпи контрола, манипулација или пак менување на другиот. Ете така тоа се случува. Сега и прилогот поради што? Во саменост, а не во љубов. Поради што? Поради стравот, претпоставувам. Па тука има страв од близина со друга особа, па тука се разни други стравови, па тука се корените од детството. Значи, ова е една широка тема која е сврзана за нашите отпори, за нашите избегнувања. Така. Ете, така. Обично финансиската состојба, како и во прилогот што кажа, тоа се само изговори, како што кажете. Да. Одрекување. Не може само еден фактор тука. Тука се испреплетени, факторите се испреплетени и тоа кога се работи човекот, кога ќе избере да работи на себе, нели? Тогаш ќе го лупи слоевите како лук по лук и тогаш навистина ќе се дојде до она што е. А вака може ние да кажеме поради ова, но меѓутоа зад тоа е завиткано многу други работи кои треба да се освестат. Затоа сакам да кажам дека она работа на себе доведува до проширување на свесноста и човекот сваќа што се случува. Вака несвесно функционира и ќе се закачи, општеството е така, ова е така, дома е така, јас поради тоа, поради ова, но меѓутоа тоа е несвесно и тука се тие отпорите што ги имаме. Сега тие отпори. Една реченица, доколку сакаш нешто да го направиш, направи го, другото е се изговор. Па добро, тука има нешто така. Муабетот. Сега кажавме што е љубов, па на некој начин можеме и да разграничиме што е влюбеност. Значи влюбеност е фаза на првична фаза на со еротски набој, со еуфорија, додека љубовта е нешто што е подсврсто, стабилно, кое што се гради, вложува труд, напор. И сега, ако може, една дефиниција за љубовта. Како би ја дефинирале љубовта? Што велат вашите клиенти? Или обичните граѓани кога ќе ги прашате што е љубов? Па, во поголем број на случаи
така не сакаат многу да се задржуваат на ова. Јас го сакам, Реков, тој ме да. сака. Па, тоа што ќе се зборува, тоа е така е. 120, што ќе Пропратно. зборуваме, додека да се земеме, а потоа што ќе се зборува за љубов. Тука има други работи. Така, некако избегнуваат одговор. Но, навистина, вака и науката, дефинирањето на љубовта, навистина нешто, таа определба, што е тоа љубов, вака не е докрај дефинирано, но меѓутоа некои особини кои се сврзани за љубовта, а кои се слични, водат до една дефиниција. А тоа е дека љубовта е најдлабока врска помеѓу двајцата. Така, сега до сега, таа определба мислам дека е Длабока, која што има нормално. Најдлабока, значи поврзаност. Емотивна поврзаност. Да, па е емотивна. Па емотивна, сега да ви кажам, не би рекла емотивна, затоа што би рекла чувствена. Чувствена, така. Чувствена, затоа што двајцата нели поаѓаат од своите сопствени чувства и прават некоја врска, додека емоциите се сосема нешто друго, затоа што постои разлика помеѓу чувствата и емоциите. Емоциите се сврзани за нашето его, егото е центар на свеста, а чувствата се сврзани со свесноста. И тоа е некоја сосема друга позиција тука. Но и тоа е наредна тема, која сметам дека е интересна и која за сите е корисна, но меѓутоа тоа би требало да се зборува во некоја друга прилика. Сега би ги интересирало гледачите. Тука нешто клучно сакам да поставам. Значи, оваа фаза на влюбеност е нормална фаза низ која сите ние сме поминале. Но меѓутоа се поставува тука едно многу битно прашање, како сега влюбеноста да премине во љубов. И сигурно дека ги интересира многу граѓаните. Влюбеноста може да премине во љубов единствено со помош на свесност. А што е сега се поставува прашање, па што е свесност? Па свесност е пронаоѓање, будење и вградување на чувството на љубов во себе. Значи, свесноста е максимална концентрација на сите наши организмички активности при контакт на организмот со средината, меѓу која се врши некоја важна трансакција. И уште еднаш сакам да акцентирам, да допре до сите, до луѓето, до човечкото битие, дека влюбеноста може да помине во таа љубов по која ние сите трагаме единствено со помош на свесност. А што е потребно за свесноста? Па човекот за да биде свесен треба малку да се сврти кон себе. И сега од тука пак уште едно прашање извира. Кој е патот, нели, до таа Важно е во таа фаза за да знае да ги разграничи што е влюбеноста и дали е направиот пат на љубовта или пак не е направиот пат на љубовта. Мислам дека тоа многу од младите, како велат, јас сум сега влюбен и ми е убаво и не сакам ова да заврши. Па оно и не завршува, они влегуваат во брак за жал и потоа навистина тука се случува неубави работи, последиците тука настануваат деца, но меѓутоа тоа е краткотрајно, најмногу година, две. Кога сме веќе кај децата, оние партнери кои што биле влюбени, да кажем, и влегле во брак, дали тие партнери се, како да кажам, условно кажано, способни да пружат љубов и на своето дете? Ако ние не ја пронајдеме љубовта во нас, како ќе ја даваме на другите? И сега тука прашањето како секој од нас си поставува, па како да го изодам тој пат за да дојдам до љубовта? Треба да се почне од некаде, каде да се почне? Па јас би рекла првин се почнува таа концентрација. Значи луѓето може неопходно да вежбаат концентрацијата да ја задржат на самите себе. Таа концентрација, кога ќе ја извежбаат, ќе им овозможи да го продлабочат контактот со самите себе. Сега кога ќе се продлабочи тој контакт, тогаш ќе можете да го исфрлат сето она кое не е нивно, а кое го примиле со текот на времето и на тој начин отуѓиле делови сопствената личност, а да остане она кое е нивно. Сега, кога ќе остане она што е нивно, нивната вистинска природа, неопходно е да се оствари тоа прифаќање на самите себе без осудување. Јас имам да ви кажам, многу од примери што луѓето не се прифаќаат себе.
поради икс причини, поради грешки од минато, поради не знам други, поради родителски врски. поради се и се што. Сега кога ќе се оствори тоа прифаќање на самите себе, си даваат можност да се засакаат самите себе. Кога ќе се оствори тоа љубов кон себе, према себе, тогаш изворот на љубовта го носиме во нас. Ние сме спремни да го даваме на другите. Значи, само така нели се остварува, почнат да струјат тие нишките на љубовта од едниот кон другиот. И тоа е патот на љубовта. Сметате ли, едно лично моје прашање, дали, еве, па и во медиумите, и во пошироката јавност, се манипулира со зборот љубов? Еве, да кажеме, во многу реклами, во многу списанија, на многу филмови, си игра на картата на љубовта во современото општество. Сподели љубов, сподели љубов. Да, тоа навистина од сите страни слушаме. Така, сите зборуваме за љубовта. Да ви кажам, кажам, таа е тука во воздухот. Да. Сите ние... Вака да ви кажам, многу е напорен патот да се изоди. Така. Значи, патот до љубовта, тука има и бол. Значи, не само што е напорен, туку има и болка да се изоди, да се дојде издржливост, како што реков, мотивираност, издржливост, одрекување, дисциплинираност. Но, кога ќе се оствари љубовта, незините пребогати дарови се, да ви кажам, немат споредба. И единствено, кога ќе пулсира љубовта, љубовта ја дава таа раздвижувачка сила да ние во собствените животи се чувствуваме силни, да ние, љубовта ни покажува, ни ја отвара нашата природа, за да може таа слободно, нели, да се расте и да се развива, ги отвара на човекот неговите потенцијали. И еве да ви кажам, па јас, личен пример да ви кажам. Така. Значи, јас обичен психолог бев и бев во потрага, еве така, по икс прашања што се сврзани со екзистенционалниот живот. И така дојдов, меѓу другото барајќи, дојдов на се запишам на постдипломски студии по гешталт, нели, психотерапија, за да најдам одговори, за да најдам спас за мојата душа. И што се случува тоа беше ваша лична мотивација? Тоа лична мотивација беше, да дојдам до многу одговори, да нели, спас на душата, она со кое лошо функционирав, сакав да најдам начин да се справам со тоа, бидејќи навистина и состојбата, нели, во која се наоѓав, или сите ние се наоѓаме, некогаш и не може да се издржи со неја така да се живе. И што сакав тука? Поентата е тоа што работата на себе, значи проширувањето на свесноста, доведува до ослободување на вистинската природа и некој пред јас да се запишам на овие студии и пред таа работа на самата себе, да ми некој кажеше, па ти можеш да пишуваш или да напишеш книга, сигурно ќе го гледав бело и ќе кажев, јас да пишувам нешто, јас ова. Значи, да споделувам. Да. Не, тоа никако. Јас и пред тоа врската со пишување или со нешто ја немаше. Никако не може ни да насетам дека нешто може тука да се случи, но меѓутоа сега резултира 10 мои книги и навистина сакам тоа да го работам, значи со работа на себе. Не само што се ослободува природата, него нашите потенцијали кои ние таму потиснати и кои не сме свесни за нив дека воопшто постојат, тие се отвараат, почна како цветот, ги отварат своите латици и едноставно ни го покажуваат патот за да ние функционираме, да го правиме она кое сакаме и да сме задоволни да бидеме главни актери во сопствениот живот, така да кажам, нели? Тоа е тоа. Сега ќе предложам до режијата да ни пушти една кратка музичка номера, а ние се враќаме кон крајниот дел на нашата емисија. Добро.
Trnje во стомаку, ко да си се заљубил многу далеку од љубовта си љубов. Секојдневно будење до девојката на твоите сништа, утринско кафе, MTV. Ајде станем звезда, за ке те сакам повеќе. Ајде станем звезда, за ке те сакам повеќе. Дигитален век, единици нули, повеќето нули си го барат местото под сонцето. Привидно лесен век, а таква е и љубовта. Привидно лесен подвиг, полн со предизвици и конфузија. Бачи град. Ние сме се уште на темата љубов. Се враќаме со нашата гостинка, Јасмина Наумовска, психолог. Застанавме до оној дел, најклучниот. Што даваме во љубовта и што е доказ дека ја имаме, дека таа постои? Вака, кога ќе придобиеме љубовта во себе и кога ќе пулсот на изворот на љубовта ќе е во нас, тогаш навистина изворот сака да се шири. Тој не стои на исто место и спонтано љубовта која носиме во себе и која сме придобили и ја носиме во себе, не имаме потреба да ја даваме на други. Сега на прашањето што даваме? Па даваме дел од нашите знаења, даваме дел од нашето искуство. Споделуваме со другата особа радост, тага, болка. Значи, обратно е. Љубовта е чин на давање. Сите нели мислат дека да ја земат љубовта и насочени се да ја најдат на пазарот објект и да ја земат. Но обратно е. Ако ние ја пронајдеме во себе и ја изградиме во себе, тогаш изворот спонтано си оди тоа. Значи оно се шири и тогаш нема никако, па љубовта нема во љубовта страв. Така. Значи поларитет на стравот е љубовта. Ако ние нели сега поларитетите се тука, треба да се во рамнотежа, нормално дека ќе постојат и страв. Значи сите поларитети се во нас и ние треба да сме свесни за поларитетите и да ги прифатиме, и кога ќе ги прифатиме, тогаш таа рамнотежа. Сега поларитет на стравот е љубовта, но меѓутоа кога љубовта ќе изградиме во нас со помош на свесноста, уште еднаш кажувам. А како да дојдеме до свесноста? Па со помошта на контактот со себе. А како контактот со себе? Па реков на почетокот, се почна во таа подобна тачка. Нели? Да другарување со себе, па она што не е наше, да не повторувам сега. Сега, значи, што даваме? Имаме потреба да даваме, но меѓутоа, да, ме прашавте, кој е доказ дека постои љубовта? Еве, зборуваме за љубовта, ова, она, и некој ќе каже, па да, ние. Но што е доказ за љубовта? Токму така, да. Доказ за љубовта е животна сила. Таа животната сила помеѓу двајцата. Значи, тоа си постои таа животна сила, тие ја чувствуваат меѓу себе.
И таа животна сила едноставно раздвижува и со помош на неа тие чекорат по собствените животи. Секој во својот и она, како што реков, во заедништво. Така, тоа е доказ за љубовта, значи животната сила. Така, животната сила, а Да. таа животна сила си ја чувствуваат оние кои што се на вистинскиот пат. Секој сам ја чувствува и таа енергија, незината енергија струи помеѓу двајцата. Помеѓу двајцата, меѓу луѓето и така натаму, но само ако ја придобиеме и таа пулсира во нас. Сега, дали постојат предиспозиции за остварување на љубовта? Предиспозиции, па би рекла, постојат предиспозиции. Ете вака, ако едно дете растело во семејство, во средина, да кажам, во која му е давано грижа, но меѓутоа клучно е тука почит, признавање на неговата различност. Така. Значи, тогаш тоа има градено, ќе ги гради тие образци во себе и тие предиспозиции за полесно да ја осознае и да ја придобие љубовта во себе, за разлика од некое дете кое што раснело во едно сиромашна, или да кажам семена или средина, каде што нема почит и признавање на неговата личност. Ете така. Да кажеме, како тие деца кои што немале почит и признавање, да кажеме, не сме имале сите среќа, условно кажано, да родителите не може да ги бираме, не можеме да ги не може да ги бираме, токму така. Некои растеле без еден родител, некои деца има дури што растат и без двата родители, па немаат идентификација ниту со едниот, ниту со другиот родител. Тоа се прашања нели поврзани со љубовта. Како тие луѓе кои ќе станат возрастни да си ја најдат љубовта првин во себе? Кажавте, меѓутоа да ви кажам прашање и тоа сите поголем дел, не сите, поголем дел од луѓето се мачат со ова. Како, што и сите сакаат инстант решенија. Доаѓаат сигурно и кај вас, ви кажуваат, кажете ми како да јас. Да ви кажам како, кога доаѓаат кај мене, така, заеднички го наоѓаме патот. Како? Значи, кажавте дека патот на љубовта, да ги потсетиме, не е лесен. Не е лесен и значи потребно е некој да избере, нели? Да избере да каже јас ќе го барам тој пат да дојдам до таа љубов, ќе го барам патот за да се справам со оно со кое не сум добар. И тогаш неопходно е стручна помош. Навистина, затоа што никој на нас, нити од мали, додека сме и во образовниот процес, никој не насочува на тоа како да се справиме, нели, со некоја тага кога сме во училиште. Како со болка поради некои фрустрации кои ги имаме. Како со една единица едно дете да се справи? Тоа е, тука има многу прашања. Никој, значи, не ни го, нити родителите. Нема. Па сега и во последно време сите се вадат на тие обврски. Да ви кажам, па тука постои работи, тие колку се свесни, нели, родителите, колку ова она. Сега се оставени, нели, сите сме и децата се оставени сами на себе и за да се најде, за нешто да се направи на себе, за да она со кое не сме добри го разрешиме, го освестиме. Тоа е потребно навистина стручна помош, би рекла психотерапевска сигурно. Да. Затоа што психотерапијата е еден интерактивен процес, по договор, нели, се среќаваат клиентот и психотерапевтот и тогаш тие заеднички другаруваат. Заеднички другаруваат, психотерапевтот го покажува патот на свесноста, а особата која работи на себе, така, значи сама доаѓа до сопствено решение. Психотерапевтот не нуди решение, затоа што ако понуди решение, тоа ќе биде негово. Но меѓутоа со помошта, значи, се проширува чекор по чекор свесноста и тој со помош на свесноста, значи свесноста, светлината на свесноста го осветлува решението и тој тогаш мислам доаѓа, разрешува
се оди чекор по чекор и навистина оние видите работа на себе, односно свесноста, да кажем така, незината светлост на свесноста како јагленот доаѓа од сопствено согорување. Тоа е најголемата придобивка, а даровите се пребогати. Така. И не препорачувам, него ете така луѓе во слушна што зборуваме, да се насочат кон самите себе прво, да ги остават другите. Затоа што во секојдневниот живот некако луѓето се насочени кон другите, па ова, па она, но меѓутоа насочувањето кон другите доведува да се оддалечиме од самите себе, а со текот на времето да се изгубиме самите себе. Свртени сме кон другите, очекуваме нешто од другите, колку поголеми очекувања, толку поголеми разочарувања, се вртиме во некој зачаран круг, вртењето допринесува да стоиме во место, стоењето во место, да ви кажам со сигурност е пат кон смрт. Смртта на душата. Па и уште едно сакам тука да кажам, дека душата се храни со љубов. Тоа е сега, патот до душата, ако ја немаме љубовта во нас, душата не можеме да ја храниме. Таа полека умира. И што се случува? Па луѓето функционираат како зомби. Значи, механички, тие функционираат во животот со се друго, но меѓутоа, љубовта ја нема. Душата полека умира. Се живеат празни животи. Кажавте дека имате истражување, уште нешто да ве потпрашам. Добро. Слушнаа луѓето што е психотерапија, како се доаѓа до љубовта, колку, да кажеме, кај нас во Куманово им е потребно на луѓето една одишка, едно трагање кон самите себе си, колку сакаат да другаруваат со самите себе си, видите, колку е тоа стигматизирано кај нас. Сега да не зборуваме за развиените земји, таму веќе тоа некој друг шаблон има на посета на психолог или така да ви кажам, тешко некако во овие наши услови. Така, менталната слика може. Да, помногу е полесно. Пошто е ова сврзано со напор, со издржливост и со сите тие други работи што ги спомнав и со болка, но сакам тука да акцентирам. Само кога човекот ќе дозволи да се протне низ болката, само тогаш може да излезе од другата страна и здраво да функционира. И сега во нашата средина тоа некако оди тешко. Оние кои доаѓаат кај мене, имам 1%, но тоа е мал број на луѓе. Се извинувам. Така. Значи, тие прават за себе и многу оздравувања. Значи, јас како очевидец сум на многу оздравувања. Јас и многу сум така задоволна од тоа што се случува. Па професијата на психотерапевтот му доаѓа некако како бабица. Значи, присутен си на едно ново раѓање, на една нова личност. И тоа навистина е преубаво. Но меѓутоа процентот е мал. Верувам дека луѓето ќе почнат да се... кажеме старите стереотипи. Сега јас посетувам психолог, што ќе кажат има соседите. Има и тоа, да ви кажам, има и тоа. Што ќе кажат но соседите? И тоа сакам и кажувам и вака на сите дека психотерапијата е сосема нешто друго за разлика од психијатрот кој навистина поставува диагноза, работи на друг начин, така. додека психотерапијата тука нема лекарства. Може да се каже веќе дека психотерапијата спаѓа и во култура на живење. Како не? На секого ни е потребно. Значи, сите ние во секојдневието и носиме некои образци од минатото кои потиснати, со кои не сме добри. Сите ние имаме, значи, во текот на животот и нови проблеми, што носиме, нови предизвици. Како не? Сега, едно е да ги избегнуваме тие проблеми и да ги трпаме тие ние ги избегнуваме, ќе ги потиснеме, но меѓутоа тие како темпирана бомба се тука. Се додека не се соочиме со нив. Значи, сакам пак акцент да ставам на тоа. Соочување со проблемот е можност за решение на проблемот. Оние кои одбираат да работат на себе, тие се насочени кон решението. Оние кои наоѓаат изговори, така, тие се насочени кон избегнување на проблем. Сега сите знаеме соочувањето како што прави, а избегнувањето што прави. Ете така.
Јасминка, ви А нешто да благодарам прочитаме, ако имаме време. на прекрасниот разговор. Јас токму тука сакам да потенцирам и да кажам што би била онаа поента од ваша страна што би ја упатиле. Може со таа поента, може би со нешто од книгата да завршиме и да им порачаме нешто на нашите сограѓани, на нашите млади, претежно. Да. Па вака, една порака. Оставете ги другите. Не се бавете со нив. Така. Прифатете ја одговорноста, свртете се кон себе за да може да си дадете шанса да ја прифатете одговорноста за она кое се случува во вашиот живот или во самите нас. Другите се одговорни за она нив кој им се случува во нивните животи. Вртењето кон себе ќе доведе до тоа да ја спознаете вистината за самите себе. Вистината значи ќе го води свртува кон патот на љубовта. И тука љубовта и свесноста одат рака под рака. Значи свесноста, работата на себе доведува до свесност, свесноста го осветлува патот кон љубовта и само на тој начин може да ја спознаете и да ја придобиете за себе. Верувајте дека начинот, ваквиот живот кој ќе се живее на ваков начин, тоа не може да се спореди со животите кои сме ги живееле претходно. Па еве личен пример јас на себе, да ви кажам. Јас имам во текот тоа не беше во таа едукација задолжително 1500 часа изработено на себе. Сега тоа ново раѓање, Сигурно дека тие часови не беа лесни. Да ви кажам, не, како лесно, но меѓутоа тоа е патот на како да кажам, на едно здраво функционирање. Мора да се помине, како што реков, низ непријатност, низ болка, низ соочување, за да може сето тоа да се разреши, да се освести и да се стави точка на крај со она кое е било непријатно и така натаму и едноставно за да може во сегашноста да се функционира сега да зборува отворено така. Отворено за она што се случува. Лично искуство. Јас, значи, еве така, и сега тоа е сврзано со едно ново раѓање. Значи, личноста се менува. Најголемата придобивка, сакам тука да ја кажам од психотерапијата, е тоа што кога личноста работи на себе, тој се менува. Значи, чекор по чекор таа работа го менува него, се разрешуваат проблемите со помош на свесноста и таа придобивка која е најголема што тие промени, значи, остануваат за секогаш. Тие промени се трајни. Особата која е издржлива и која чекори по патот на свесноста, таа и да сака, мислам, никако ке неќе, бидејќи придобивките таа ги согледува кои се, никогаш не може да се врати назад и да биде таа особа што некогаш била, но меѓутоа клучно е што таа се прифаќањето. Значи се прифаќам дека некогаш така, но меѓутоа сега вака и го прифаќам растот и развојот, едноставно свесноста другарува со свесноста, другарувам со одговорноста, а да ви кажам од одговорноста, клучно е што луѓето бегаат како ѓаволот тамјан, можам да кажам. Одговорноста личната, одговорноста лична. Не на професионалната. Значи сите ние сме одговорни за нашето функционирање за секој момент од нашиот живот. Ние и никој друг. Меѓутоа многу е полесно. За се народски кажано што ни се случува во главата. Што ни се случува општо. И во главата, и во нас, и со другите, и така натаму, но многу е лесно. Ова е така, да прифатиш одговорност и да кажеш она што ми се случува, па јас сум виновен. Тоа е некако, тука со болка, со ова, не е баш така лесно. Но меѓутоа многу е полесно на луѓето, им е полесно да кажат, друг е виновен за тоа. Па, поради тоа, поради ова, поради мајка ми, поради татко ми, поради ова. Но меѓутоа, колку ние им дозволуваме на другите, толку тие влијаат на нас. Ете така, таа е на крај пораката. Тоа е пораката на зрелата личност. Тука зрелоста, да, одговорноста, зрелоста, свесноста, сите тие си одат рака под рака. На личноста која што исполнета со љубов. Исполнета и интегрирана личност е многу нешто добро. Мислам дека тука, јас професионално малку, еве сега ме повлече ти, има тука таа тема е многу добра, мислам ако има прилика, пак ќе се видиме, за
За нареден Во пат се текот на надевам дека животот ќе вклучиме и некој гледач. Добро, може дека да ние во постават текот некое на прашање. животот несвесно губиме делови од собствената личност. Кога стана зборови, сега се фатив за зборот интегрирана. Што значи интегрирана личност? Меѓу другото, во психотерапијата се интегрира личноста. Сега како се интегрира? Па се враќаат тие изгубени делови за кои не сме свесни, а кои сме ги изгубиле во текот на нашиот живот. Додека не ги вратиме и освестиме, ние не може да бидеме интегрирана личност. Само интегрираната личност функционира здраво, зрело и задоволно. Така. Добро, тоа друга тема е така. Нека биде тоа следна тема. Океј, Сега сосема на крајот нека биде еве еден фрагмент од книгата и да ја подкрепиме нашата порака. Добро, еве вака, ајде да изберам предговорот, пошто пак предговорот вака ми е клучен за оваа тема денеска што зборувавме. Значи, книгата зборува за внатрешно патување на главните јунаци кои се обидуваат да го најдат патот до љубовта. Сликите од реалниот живот се испреплетуваат со психолошката позадина. Патувањето на ликовите е долг и слоевит процес и на тој пат тие се среќаваат со она што е составен дел од животот, со осаменоста, болката, стравот. Ликовите се среќаваат со поттиснатите емоции, со своето несвесно, се соочуваат со незавршените работи и бараат начин да ги решат. Книгата зборува за една од најголемите мотивацијски сили, а тоа е љубовта и го открива патот до неа. Еволуцијата и надежда за подобар свет тргнуваат од тоа дека не смееме да се плашиме да го живееме животот со полн здив и исполнет со љубов. Кога двајца луѓе се во хуман и автентичен однос, Господ е со нив и овозможува електрицитетот да струи помеѓу нив, со чија помош, како цветот под дејство на пролетното сонце, ги отвараат своите души. Книгата ги одбележува контурите и составните делови на магиските кругови во кои се вртиме. Таа нуди свесност дека секој од нас е главен актер на патот до љубовта, кој бара свесно вложување, слободна волја, посветеност и надминување на старите образци на однесување, како би можеле да го направиме следниот чекор. Јасминка, ви благодарам за прекрасниот разговор и за прекрасната исцрпна тема. Се надевам дека ќе се видиме во друга прилика, а нашите гледачи има можност да слушнат, да разберат, да научат нешто и доколку сакаат и да ве пронајдат. Уште еднаш сакам да ги поздравам гледачиве и благодарност до вас што ете така ме поканивте во оваа емисија да другаруваме и да зборуваме за нешто кое верувам за сите нас е од голема значајност. Така. Ние, почитувани гледачи, тука некаде ја завршуваме нашата денешна емисија Нов ден. Со музичка номера се одјавуваме. Имајте пријатен и релаксиран ден.